Извршниот директор на TikTok, Шочу, се очекува да се соочи со жестоки прашања од американските законодавци за праксата за приватност и безбедност на податоците на апликацијата која е во собственост на Кина, но и политиките за заштита на децата и врските со комунистичката партија. На претходното сослушување за безбедносни закани, сенаторот Марко Рубио го праша директорот на FBI Кристофер Реј за улогата на матичната компанија на TikTok, ByteDance, чие седиште е во Пекинг. Дали кинеската влада преку собственоста на ByteDance би можела да го искористи TikTok за контрола на податоците на милиони корисници? Yes. Да. Дали би можеле да го користат тоа за да го контролираат софтверот на милиони уреди? Yes. Да. Тие може да ги собираат нашите податоци, да манипулираат со информациите, да лиферуваат информации, да влијаат врз милиони луѓе. Ова е значителна национална безбедносна закана за САД со која не сме се соочиле во минатото. Директорите на TikTok, како шефицата за комуникации Брук Оберветер, уверува дека нема простор за безбедносна загриженост на САД. Прво и најважно, кинеската влада никогаш не побарала да има увид во податоците на корисниците на САД. Никогаш не сме им дале податоци за американските корисници, ниту пак побарале од нас. Сите наши податоци се чуваат во безбедна средина со која управува нашиот тим за безбедност на податоци во САД. Истражувачот на фондацијата Heritage, Джейк Дентон, вели дека да имате апликација TikTok на вашиот телефон е како да носите личен балон за надзор. Ова апликација е волк сокриен во овча кожа. Уникатна е, способна да нагледува и собира огромни бази на податоци, шири голема кинеска пропаганда, може да собира податоци и тоа само создава огромна ранливост за обичните американци и нашата влада. Во декември, TikTok беше забранет да се инсталира на уреди во собственост на федералната влада. Некои сојузни држави, вклучувајќи ги Тексас и Мисисипи, исто така воведоа рестрикции за апликацијата. Но експертот Джеймс Луис вели дека целосна забрана е малку веројатна. За жал на оние кои сакаат да го забранат TikTok, уставот не им го дозволува тоа. Тексас има овластување да каже: не можете да инсталирате апликацијата на уреди во државна собственост, не може да ја користите на работа на интернет мрежа од владата, но не можете да им кажувате на луѓето што да прават во приватниот живот. Конгресот разгледува усвојување двопартиска легислатива што ќе му овозможи на претседателот Бајден да има овластување да забрани секаква странска технологија што представува закана по националната безбедност на САД.